МЕПСО ја оспори одлуката на предарбитражниот одбор за спорови кој неодамно одлучи дека босанската компанија Енергоинвест има право да бара уштета од 6 милиони евра поради тоа што македонскиот преносен систем го раскина договорот со нив за енергетското поврзување со Албанија. Директорот Лјатифи е убеден дека ќе ја добијат правната битка. Ние сме цврсто убедени дека овој процес ќе заврши во интерес на МЕПСО и државата. Побаравме мислење од две реномирани адвокатски друштва кои се изјаснија дека одлуката на одборот за спорови е еднострана и непрофесионална. На денешниот брифинг со новинарите на кој присуствуваше целиот управен одбор на компанијата се соопшти дека одлуката за раскинување на договорот со Енергоинвест ја донеле по направената ревизија на процесот која покажала дека е незаконски да се потпише анекс од 7,7 милиони евра, пари кои дополнително ги побарале од босанската компанија. Тврдат дека и да им биле дадени средствата, немало гаранција дека ќе се заврши работата затоа што нивни подизведувачи биле струшки фирми кои немале искуство во енергетиката, меѓу нив била и компанијата на Нефи Усеини од УИ. Енергоинвест реализирале само 4% од договореното и за тоа добиле над 5 милиони евра. Договорот со нив беше раскинат на крајот на 2024-та со образложение дека компанијата неколку пати го напуштила градилиштето, барајќи дополнително зголемување на цената заради поскапување на градежните материјали. Ова било одбиено од МЕПСО. Преговорите не успеале пошто преносниот систем го раскинал договорот. Договорот со Енергоинвест не предвидува промена на цена. Напуштањето на градилиштето или престанокот од градежни работи, јасно изречената намена да не се продолжи со извршување на обврските е основ за раскинување на договорот од страна на МЕПСО. Раскинатиот договор со Енергоинвест и можноста да бара оштета од МЕПСО деновиве стана тема за критики и на опозицијата. Од МЕПСО тврдат дека и поради немањето конекција со Албанија, државата губи милиони. Пред арбитражниот суд македонскиот преносен систем ќе настапи со барање од над 19 милиони евра оштета. Енергетското поврзување со Албанија сега треба да го реализира хрватскиот конзорциум Далекувод, со кој е потпишан договор од 19,3 милиони евра со рок на реализација од 30 месеци. Минатиот месец со камен темелник беше означен стартот на изградбата, но работите на терен ќе почнат откако ќе заврши примопредавањето на опремата од Енергоинвест. Ова енергетско поврзување почна уште во 2020 година.